Добредојдовте во новата епизода од емисијата Студентски пулс. Денеска заедно со мене во студиото имам млади личности, студенти, со кои што ќе направиме една дискусија, едно разграничување помеѓу два слични факултети, но сепак со различна наука. Заедно денеска со мене е Мартина Костадинова, студентка на факултетот за ветеринарна медицина 5-та година, и Горијан Јаневски, студент по медицина 6-та година и при тоа демонстратор на катедрата по медицинска експериментална биохемија. Така да, еве за почеток да ве прашам како сте, како се чувствувате, како идат колоквиумите. Еве Мартина. Здраво Филип, фала ти на поканата. Јас сум добра, колоквиумите добро одат. Ние немаме како вас колоквиумски недели, ама сепак добро поминавме. Ти како си? Добро сум, јас ти благодарам на прашањето. Сега од другата страна тука ми е Горијан, тој веќе нема ниту колоквиуми, заврши со испитите. Да, сега малце порастеретено. Како што кажа ти, демонстратор сум на катедрата за биохемија, па повеќе се занимавам со држање на вежби на студентите, али во слободно време користам и малку и да читам, јазик да учам, ама убаво е, малце без академски стрес. Така. Еве за почеток ќе направиме еден разговор помеѓу нас. Тоа е, сакав да ве прашам за почеток, која беше првата ситуација кога свативте дека сакате токму медицина, Горијан, ветерина ти, Мартина, а не нешто друго? Па вака, јас уште од мала сум обкружена со животни, бидејќи живеам на село. И уште од тогаш имав желба да се запишам на ветерина. Кога дојде ред да се запишам на средно училиште, сплет на околности не се запишав ветерина, но потоа, бидејќи за факултет сакав да се запишам во странство, тука мајка ми ме убеди да пробам нешто друго и решив дека ќе се запишам на факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Иако доаѓам, јас средно студирав правен смер, значи скроз различно, сепак еве сум 5-та година и успеав да ги пребродам сите едни од потешките години на факултетот. Така, Горијан ти? Јас искрено не бев толку сигурен уште од мали години дека сакам медицина. Се мислев, сакав астрофизика нешто, па биологија, па неколку месеци пред уписи се мислев на ПМФ на на молекуларна биологија и генетика. И така неколку дена пред уписи решив сепак на медицина да се запишам, бидејќи некако според мене отвараше повеќе врати за понатака ако сакам да бидам нешто друго, бидејќи се уште не знаев точно што сакам да работам, а вака ако запишав на генетика бев малце поусмерен, но сепак мислам дека направив правилната одлука, како што ќе зборувам понатака, мислам дека сепак медицината беше за мене идеалниот избор. Така, сега од оваа гледна точка веќе нели доста време сте поминале од факултетот, еве Горијан веќе завршува, Мартина има уште малце. И со комуникација со останати студенти од други факултети, што мислите реално кој е потежок факултет, ветерина или медицина? Според мене и двата факултета треба да се декларираат како едни од потешките, не само тука, па и пошироко. Секој студент кој да го прашате за неговиот факултет ќе си каже дека неговиот факултет е најтежок, но еве кога би правела споредба на медицина и ветерина, ние кога изучуваме прва, втора година, па и понатаму изучуваме предмети нели анатомија, физиологија, патологија, патофизиологија на многу видови на животни. Освен видовите на животни, тука ни се и расите, значи не ако зборуваме за куче, тука имаме различни раси, па и они си имаат различни карактеристики, додека медицината би се согласила дека е фокусирана нели на човекот, но сепак и двата факултети бараат многу посветеност, многу учење и многу работа. Да, би се согласил со Мартина, бидејќи сметам дека медицината е многу тешка и многу захтевна наука, бидејќи бара нели многу време, посветување нели на самиот труд кој што мора да се вложи да се научат предметите, но сметам дека да, например, ние збориме само за човекот, нели може и педиатриски зборуваме за мали деца кои што не се нели само мали и возрастни, но замислете како би било ако секој човек е различен или секој вид, секоја раса, како што кажа. Затоа не ми се допаѓа таа споредба кога правиме на факултети. За мене исто како што кажа е најтежок медицина, бидејќи мене ми било тешко, сум се трудел, сум се мачел, сум сакал да се откажам, не сум сакал да се откажам, но сметам дека треба да се вреднуваат и двата факултети. Воедно за мене тука и фармација би спомнал, електро, секој си има свој нели
махи и потешкоти, но за мене лично медицината е можеби малце потешка од мој лично или субјективно чувство, но како што кажам, мислам дека треба да се вреднуваат еднакво предметите, да не правиме таа споредба, да не правиме тие надпревари меѓу факултетите. Така, би се согласил и јас некако гледано од перспектива и во комуникација што сум имал нели со останати колеги и со студенти од ветерина, пошто јас сум студент на медицина, некако факултетот за ветеринарна медицина сите го гледаат како нешто сосема друго, факултетот за медицина, односно општа медицина сосема нешто друго, а фактички и двата факултети работат со пациенти. Сега медицина работи нели со луѓе, тука ги имаме и животните, но со оглед на тоа што денешницата гледано дека веќе животните, односно домашните милиници стануваат и членови на семејствата, така да и тоа има голем удел и треба да се разбие таа стигма дека ветерина, доктор по ветерина е тоа не е исто како доктор што е на медицина, на пример, а јас апсолутно би кажал дека тоа е буквално истата тежина ја носи и докторот по ветерина и докторот по медицина. Сега нели веќе, како што спомнавте, средно кога завршивте, потоа дојдовте на факултет, така сумирано, како е да се биде студент на ветерина, Мартина, а како е на медицина? Јас би рекла предизвикувачки. Кога се запишав, не бев свесна на што се запишувам и дека ветеринарната медицина е една огромна област, дека освен што се грижиме за здравјето и благосостојбата на животните, имаме удел и во концептот One Health, како поврзаност нели на човекот, на животната средина и животните. Тука ќе ја напоменам и безбедноста на храна, која што е една огромна одговорност на нашата професија. Па така, реално е тешко, но сепак доколку е желба се надминува и имаме огромна, кога ќе завршиме имаме огромен дел да одлучиме во кој смер ќе работиме или ќе напредуваме. Така, Горијан, ти? Па најпрво ќе кажам дека е привилегија се студира на медицинскиот факултет, како што знаеме во други земји има многу големи нели листи на чекање за се влезе на тој факултет, многу луѓе се одбиени на медицински факултет, така да кај нас стварно е привилегија што може да студираме толку многу луѓе на медицинскиот факултет. Исто јас кога започнавме, беше време на корона, COVID-19, па онлайн почнавме, беше малце сложено да се адаптираме, но откако почнавме нели додиме нели во живо, со присуство, некако повеќе се пронајдовме, а и воедно е прилично интересно бидејќи учиме и за здравствениот нели систем кај нас, бидејќи тоа се испреплетено, медицинскиот факултет е дел од универзитетската клиника, нели, па затоа учиме како работи со здравствениот систем, осигурување здравствено, кои се нели дупките во здравствениот систем, маце однос на општествените проблеми што ги имаме како држава нели како општество. Така да искрено е многу едно сеопфатно интересно и баш захтевно, односно бара многу посветеност да се студира на медицински факултет, но повторно ќе речам дека е привилегија и не треба се земе за готово. Сега продолжуваме ние понатака со разговорот, каде што ќе направиме еден разговор, односно со Мартина посебно, со Горијан посебно, околу факултетите на кои што студираат. Па јас се ви почнал со Горијан. Горијан, нели, знаеме дека, како што спомнавме на почетокот, медицина, најтешкиот факултет, тоа сите го мислат, сите нели и колеги наши со тоа би се согласиле, па и сите останати луѓе што се нели инволвирани колку толку во медицината. Ете, значи, поради нели самата тежина која што има факултетот, кажи ми како го балансираш академскиот притисок со твојот личен живот? Па да, мислам дека тоа е голема алатка која што треба да се користи при студирање било која професија, не само медицината. Знам дека треба да се има добар баланс помеѓу личниот живот и академскиот живот. И сметам дека ако имаш добар баланс, дека ќе уште подобар ќе бидеш и во личниот и во академскиот живот. Јас лично како го регулирам моето време, сметам дека треба баш на медицински факултет да имаш добар тајм менеджмент, односно да ти е распоредено се, да се почне навреме да се учи најпрвен, второ во теретана да се вежба, некоја физичка активност да се прави, понатаму да се има време да се искочи со пријатели, со дечко, девојка, независно што и да се има добар баланс, а тоа бара, нели, како што кажав, добар тајм менеджмент, бидејќи тоа е најдобриот начин да се регулира тој стрес. Бидејќи ако немате, нели, ако одите своеволно и без некој план ги правите работите, на крај ќе се натрупа се, па стрес, повеќе нервози.
Така да мислам дека за менеџирање на академскиот стрес најбитен е тој тајм менеджмент, односно регулирање на слободното време и добар план. Така, како што спомнавме дели на почетокот сега во текот на нашата дискусија, кажавме дека некако студентите на медицина и сами се кажуваат дека навистина е најтежок нели медицинскиот факултет. Дали можеби студентите по медицина се малку драматични или навистина е толку тешко? Па искрено мислам дека некој микс, сметам дека да, малце може да си го правиме потешко што ние малце драматизираме, но сепак мислам дека е многу тешко во однос на тоа што е многу захтевно со време. Ние почнуваме од 1 октомври се до 15 јули, иако имаме нели колоквиумски недели, имаме 3 колоквиумски недели плюс испитна сесија каде што повторно се полага и нема некој простор за одмор. Па сметам дека тоа тежинската нели за медицинскиот факултет кој тежината на медицинскиот тоа што има бара многу време да се вложи и нема многу простор за одмор, отколку самиот материјал според мене е лесен во однос на тоа што е интересен. Секој кој што се запишал на медицина и го заинтересирало медицината, мислам дека лесно ќе се снајде. Концептите во медицината не се толку многу сложени, ако наречеме на некои други предмети, како не знам информатичките, инженерските предмети, што би рекол, каде што треба малце повеќе концепти да се разберат, но само бара многу да се вложи време. Мислам дека тој момент не е издраматизиран, бидејќи стварно треба време да се вложи, но секако нели како што рековме, секој сака малце да си направи филм, дека најтешко му е него, дека не може да издржи, но сметам дека има тежина сериозна медицинскиот факултет. Така, гледано сега така, кој мит за медицината те нервира најмногу? Па, ако би одбрал еден мит вака, мислам дека митот дека секој што е многу успешен и добар студент треба да биде хирург. Секој дека хирурзите се многу битни, да, тие спасуваат живот, но сметам дека ако си добар студент, исто така може да влијаш во јавното здравство, да влијаш на некои општествени политики, понатаму патолозите, знаете дека има дефицит на патолози во државата. Една патолошка дијагноза може многу да промени во однос на самиот хирург, тој знае колку да сече, односно колку да дисецира во однос на тоа колку патологот ќе каже до каде е промената, како ќе ја прочита, дали е малигна, дали е бенигна. Така да мене тој мит ми смета дека ако си многу успешен, мора да си хирург, а не нешто друго. Така, со оглед на тоа дека ти ги имаш завршено и положено сите испити на медицински факултет, кој ти беше најтешкиот предмет во студиите? Па, ако треба еден да одберам, сметам дека повеќето се слични во однос на тежината. Мене лично најтежок ми беше микробиологија и паразитологија, бидејќи самиот предмет е многу, како да кажеме, треба многу да се учи напамет, каде што нели може да има некои логички концепти кои што може да помогнат, но на крај на денот има толку и толку бактерии, вируси, паразити и габи, мора да седнеш да ги научиш една по една сите, што не е баш лесно и бара малце нели напамет учење, кое што нели јас лично би пробувал повеќе со некои логички концепти, со некои начини да се снајдеш полесно да научиш, но тука мора да се седне и да се научи напамет сите нели термини, сите видови на бактерии, вируси и така натаму. Така, друг најтежок предмет или тој го издвојуваш како од сите? Па тој вака како од сите, тој би го рекол, можеби неврологија, иако самиот предмет можеби не се полага толку тешко, самиот материјал ако сериозно да се научи, многу има во него, многу опфаќа. Нели знаеме, мозокот и централниот нервен систем е најмалку истражен од се и стварно бара многу сериозно учење како предмет. Така да мислам дека тие два би рекол дека се најтешки на факултетот. Така, значи, кај тебе не важи тоа дека анатомија е најтешкиот предмет на медицина? Па да, мислам дека тоа е едно клише, што на крај на денот сите најмногу учат анатомија и на крај на денот кога толку е веќе нели целиот хајп околу анатомијата, мислам дека со толку што ќе учат сите, не е толку тежок. Повторно мислам дека тоа е многу захтевен временски, бидејќи е многу долг, нели анатомија 1, 2 и 3, но самата материја, што кажав, логички атлас, има 3D атласи сега на интернет, многу полесно се сваќа и се учи, само треба да се вложи времето. А овдека нели во микробиологијата, да, има логички концепти, но мора сериозно да се научат сите работи на памет и тоа е многу потешко според мен како анатомијата, каде што може да се ориентираш во просторот и со слики. Така. Ти благодарам за
оваа кратка дискусија, се годиме и со Мартина малце, нели, да се воведеме и во факултетот за ветеринарна медицина, како што и на почетокот ти нели спомна на почетокот на разговорот дека си уште од мала со животни. Дали навистина е потребна огромна љубов кон животните за да може да се студира ветерина? Јас сметам дека да, потребна е, но како што веќе и претходно кажав, има многу различни концепти во кои што може да се фокусираме, како јавното здравство, како работа во лаборатории, научни истражувања, каде што инспектори, каде што не секогаш сме во директен контакт со животните. Да, сметам дека љубовта е основата, според мене, но понатаму посветеноста и самата наука те тера да продолжиш понатаму. Така, вака гледано, што најчесто не разбираат луѓето за ветеринарната медицина? Најчесто не разбираат дека кога ќе завршиме, ние сме доктори по ветеринарна медицина. Не разбираат дека факултетот ни е исто 6 години како медицина. И најинтересно е кога ќе ми кажат, кога ќе кажам дека студирам ветеринарна медицина, ќе ми кажат: "Еј, тој смерот на шумарски", и ти си вака, не зна, некој не зна дека имаме и цел факултет опремен со лаборатории, со предавални и со места за учење. Па сметам дека и друго исто така не знаат дека, пример, претходната година кога бев четврта и сите ми викаа: "Еј, супер апсолвент оваа година, а ти знаеш дека имаш уште 2 години", ти паѓа така малце тешко. Но сепак сметам дека треба да се зголеми едукацијата, зашто е една важна област во општеството. Така, како што спомнав и на почетокот, нели, медицината си има своји пациенти, ама така и ветерината има своји пациенти. Дали има некој, така кажано, нели, пациент што ќе го паметиш цел живот и зошто баш тој? Па секој пациент има своја приказна и самото тоа што факултетот ни возможува да одиме на пракса и да одиме на терен, гледаме различни клинички случаеви. Но еве ќе издвојам еден. Претходната година, додека бев на вежби на нашата универзитетска клиника, дојде куче во многу лоша состојба. Неколку дена доаѓаше на терапии, правеа секакви дијагностички методи и се увиди дека има циста прицврсена за дијафрагмата, исто како две срциња да има. И нас не дозволија да прво докторите правеа дискусии како ќе се пристапи, што ќе се направи, бидејќи беше една од прв пат таква операција изведена на нашиот факултет и нас не дозволија да учествуваме, да гледаме. И не се знаеше кучето дали ќе преживее. И после некое време, после некој месец, кога дојде, кучето беше поправено, здраво, весело и тоа беше баш чувство на исполнетост, иако само наблюдувавме или не ни учествувавме директно да асистираме во операцијата или нешто слично, но сепак беше едно убаво искуство и што ќе го памтам за цел живот. Така, разборевме, нели, со Горијан, заклучивме дека на медицина, односно на факултетот по медицина, има драма, така кажано. Дали и на ветерина фактички студентите се драматични за тоа дека е тешко? Па, сметам дека да. Исто како и медицина, имаме, иако немаме стрикна колоквиумска недела, имаме колоквиуми, низ текот на целата година имаме испити, па и проекти што треба да се завршат, пракса, така да сме, можам да кажам дека сме драматични колку ни е тешко, но доколку се сака да се совладе, све се совладува, така да сметам дека тешкотијата може да се победи. На Горијан му беше најтежок предметот микробиологија. Кај тебе кој беше? Вака, секој предмет си е тежок сам за себе, но еве кога гледам наназад, ја би го издвоила патолошка морфологија, два ќе издвојам, патолошка морфологија и патолошка физиологија. Може бидејќи ми требаше многу време и посветеност да ги научам, може би за тоа што ми беа и тежината си ја носеше и тоа што ми беа услови за во четврта година, па и тоа си носеше некој притисок, но сметам дека се може да се совлади, бидејќи сепак сме се запишале на тој смер што го сакаме и што сакаме да го завршиме како факултет, така да.
Така, сега се вратиме повторно на дискусијата што си ја водевме, нели, напоредно да ги одговараме прашањата. Реално гледано, од вашето достигашно студентско искуство, кој повеќе прави хаос? Професорите или пациентите со кои што работите еве на вежби и на пракса? Искрено да бидам и двете, бидејќи ние со пациентите кога работиме и со нивните сопственици, што е реално голем предизвик, така да сите понекогаш знаеме да бидеме хаотични, но сепак сме луѓе, треба да учиме едни од други, така да тоа е моето мислење за тоа. Така, Горијан, ти што мислиш? Па и јас мислам дека тоа е некоја заедничка од двете страни, мислам дека влијаат и пациентите и професорите. Кај нас исто мислам дека е проблем, да речеме, дека, нели рековме, универзитетска клиника, ова се пациенти кои што имаат вистински сериозни болести, проблеми. Знаеме сите каков е состојбата на здравството во Македонија, долги времења на чекање пред амбуланта, многу гужва, нервози, така да разбирливо од страна на пациентите зошто тие би правеле проблеми во наводници, а исто така и страна на професорите кои што, нели, освен што имаат таа професорска дејност да предаваат и да држат вежби и предавања, воедно се и доктори кои што имаат, нели, задолжителна обврска кон пациентите, амбуланта, операции и така натаму, и они тој стрес и хаос кој што го преживуваат повторно, нека и тие, мислам, самиот систем влијае врз нив и врз нивното работење, некогаш знаат да го исторат врз студентите, така да разбирливо и од двете страни дека има, како да кажам, стресови и нервози, но како што кажа, тоа е нормално и треба се стремно кон подобрување на состојбата од страна и на пациентите, но и од професорите. Така, сега гледано, пошто нели ни се слични овие две науки, односно ветерината и медицината, што мислите, што може медицината да научи од ветерината и обратно? Па, сметам дека медицината може да научи повеќе така за концептот One Health, односно за тоа како ни треба да се обработуваме во однос на, нели, човекот, животни, па храната што се користи од животните, тука би вклучила, нели, безбедноста на истата. Додека ние ветерината можеме малце повеќе да научиме за хуманото здравје, за технологиите што ги користите, зашто реално во однос на тој аспект сте понапредни. И тука би ги издвоила и специализациите, бидејќи ги имате така поголем број, додека кај нас, примерно, нашиот факултет немаме многу специализации. Така, Горијан, ти што мислиш? Па јас истото сакав да го кажам за ветерина, дека би било интересно ако има повеќе специализации, би било по практично, не знам сега кој е капацитетот во нашата држава за такво нешто се формирано, мислам дека биде поволно и за самите доктори по ветерина и за пациентите нивни. А повеќе смеам дека медицината може да научи од ветерината со тоа што треба да научи да го цени тоа што работи со пациенти кои што може да зборуваат, да бидат, нели, тој односно доктор и пациент, бидејќи мислам дека не го цениме тоа додека го снемаме, нели, таа, нели, изрека, знаеш, не знаеш што имаш додека го изгубиш, бидејќи, нели, на ветерина пациентите не може да зборуваат, нели, сопствениците може да кажат некои симптоми кои што ги гледаат, но сепак тоа се треба да се прави диагностички само со слики, крвни слики, имеджинг методи, а на медицината, кај што ги имаме истите тие, нели, методи, ги имаме и анамнезата, разговор со пациентот и односот кој што често се занемарува, но сметам дека кога ќе видите колку е потешко кога го немате, многу повеќе ќе научите да го цените и да го користите во ваша полза. Така да сметам дека тоа е едно големо нешто кое што треба медицината да го научи од ветерината. Така, сега баш кога спомна дека, нели, кога еден доктор по медицина, воопшто медицина, има пациент, тој може да направи разговор со него, да каже, нели, анамнестички статус да земе, но тоа не е баш така толку лесно во ветерината, па што мислите кој има потешки пациенти, ветерина или медицина? Како што веќе кажа, значи ние повеќе се фокусираме на клиничките знаци, на користење на повеќе дијагностички методи, за да може да на крај имаме правилна дијагноза, додека медицината работите, како што вие кажа, со анамнеза, со се, ние тука ги имаме и сопствениците кои што знаат некогаш и да подскријат нешто, па се тоа треба да се зема со резерва. Така, Горијан? Па јас би рекол, би се согласил со низе дека мислам дека ветеринарните пациенти се малце потешки поради тоа што, како што кажавме, прво секој вид или различно животно може да дојде во
амбулантата или во болницата, да речеме, големи животни имаат од зоолошка, например, не знам, ако дојде жирафата, која што треба да се лечи или независно слонот, така натаму, каде што во медицината, да, има тешки пациенти, особено, например, јас би рекол педиатриските пациенти, кај што тука нели имаат сопственици, тука има родители, кои што грижата на мајка, например, за едно дете е многу голема, и тоа е како да се водиш со 3 пациенти или 4, со цела фамилија некогаш, кој што треба да ги водиш, и психолошкиот аспект е многу потежок во медицината, каде што еден човек да изгубиш мајка, родител, сестра, жена, независно што е да дете. Тој аспект мислам дека во тежината кога зборуваме за медицина би рекол дека е потежок, многу потешки пациенти за работење, да речеме како стручно, сметам дека ветерината тука веќе повеќе навлегуваме во, нели рековме, различни видови на животни и самиот процес дека не може да се земе анамнеза, туку се треба да се погаѓа од диагностика. Да. Така, сега, како и на почетокот напоменав, Горијан ни е 6, Мартина ти 5, веќе пред самиот крај. Реално гледано, барем на потешките факултети, но нели секој факултет има своја тежина, секој би имал моменти кога сакал да се откаже од студиите. Дали вие сте имале моменти кога сте помислиле ова е премногу, не можам повеќе, и нели сега вие сте веќе до самиот крај, што ве држеше за тие мисли доколку сте ги имале да ги тргнете да ги спречите? Вака, во првите години од моето студирање можам да кажам дека секој ден се окажував тоа. Веќе сега само пред испити и пред колоквиуми. Но ме движи тоа што не се гледам во нешто друго што би можело да го работам. И сметам дека го студирам, ја студирам ветеринарната медицина со љубов и тоа е тоа што ме движи во понатам. Така, Горијан ти? Јас како еден вака специфичен момент можам памтам, кога бевме 3-та година во зимскиот семестар при крај, тука веќе многу предмети се полагаше имунологија, памтам дека многу, јас со еден колега, заедно пробавме се да положиме во таа сесија и памтам дека беше многу, сакав да се откажам, но мислам дека тоа да си најдете некој колега, како совет за сите нели студенти, кој што ќе ве бутува, кој што ќе ви помага, заедно еве да полагате, да учите заедно, бидејќи тоа е многу битно да имате некој да ве држи, да не се откажете, а воедно мислам дека се така ми помогне поддршката од дома, пријателите, девојката, кои што секогаш се тука за мене во тие најтешки моменти. И мислам дека со текот на време веќе се навикнуваш на стресот и учиш како да живееш со него, па дури и да ти е убаво да имаш стрес малце пред испит, но на почетокот мислам дека најбитно е да имате поддршка од пријателите и дома, како и да имате добри колеги кои што ќе ве поддржуваат и ќе ве буткаат нанапред, а не да ве влечат наназад. Да, се согласувам. Апсолутно. Така, јас се согласувам и со двајцата со тоа што го кажавте. И сега гледано направивме една убава дискусија за тоа што е медицината, што е ветерината, но вие сте сепак и студенти, со тоа што се соочувате со предизвиците како студенти, со кои што соочуваат сите поединци, односно сите студенти на универзитетите во Македонија. Па сега ме интересира дали мислите дека студентскиот стандард во државата ги следи вашите реални потреби? Еве, од ваше лично гледано искуство и нели од вашите колеги што сте дискутирале на оваа тема? Па искрено мислам дека не, бидејќи колку и да има некои напредоци, се разбира, но колку и да се трудиме, сепак сме една од по-економски сиромашна земја. Тоа што би го издвоила како побитни проблеми се, например, студентските домови, каде што во некои студентски домови студентите немаат ни основни услови за живот. Исто така, одредени факултети, инфраструктури, тоа е тоа што не ни се исполнува, поголем студентски оброк, се разбира, кога ќе споредиме со земји, пример во Словенија, какви се права уживаат, можам да кажам дека се уште имаме многу за работа. Така, Горијан, ти што мислиш? Јас би се согласил исто, иако нели сме земја која што повторно има прилично да речеме ефтина цена за студирање, иако можеби приватните квоти се поголеми, а сепак споредено со светот да речеме дека сме за нешто добро да зборуваме, дека имаме некои напредоци, сметам дека книгите и материјалите ни се прилично, речеме, достапни за сите економски групи, да речеме, од посиромашните студенти може да си дозволат, но сепак мислам дека имаме многу работа.
Како што кажа во Словенија, што е толку блиску, бивша Југославија, мислам иста популација, мислам дека има околу 2 милиони луѓе, а сепак има толку повеќе права во нас на студентскиот оброк, домовите, начинот на кој што е структуриран системот. Така да мислам дека треба се стремиме кон подобро, да не се откажуваме од студентската борба, студентскиот глас да биде слушнат и дека тој стандард треба повеќе да се крева, бидејќи сметам дека е под нивото на една европска држава како Македонија, која што треба понатаму да расте. Во ред, но ете повторно, нели, вие како студенти, Мартина, ти нели си била вклучена во студентскиот активизам, Горјани, ти си сведок 6 години веќе на студентскиот живот. Кои се трите најважни работи што би им требало на студентите за да живеат достоинствено? Сметам дека поголема финансиска поддршка, како број 1, број 2 е основни услови за живот во студентските домови поготово и како број 3 би издвоила поголемо практично искуство, како и поголема достапност за студентска работа. Така, Горјан, ти? Мислам дека горе-долу се согласувам сите три точки, кај што мислам прво за студентските домови начинавме малце дека стварно тие услови таму се како буквално како затворски услови. Мислам дека ни затвореници не треба така да живеат, а не па студенти. Секоја година има видеа, слики кои што ги објавуваат од студентските домови. Имаме колеги ние кои што живеат таму и мислам дека треба стварно да се многу да се работи прво на тој дел. Финансискиот дел сметам дека студентскиот оброк треба да ги следи нели економските трендови, треба да се зголемува зависно нели како расте економскиот стандард на државата и воедно тие практични делови, односно да се инвестира многу повеќе во лаборатории, лабораториски опреми. Еве ние имаме искуство на медицински факултет, практична работа имаме само на неколку катедри, 2 или 3, каде што би можеле да имаме, не знам, на 10 практични работи. Не знам на ветерина како е за практичните, ама претпоставам дека е слично. Многу се штеди на материјали, на реагенси, лабораториите треба да се реновираат, така да овие три точки мислам дека стварно се клучни за студентскиот стандард, да се започне да се крева тој стандард. Да, се согласувам за тоа што нели јасно во тие води со студентскиот активизам. Така да се надевам дека почнавме колку толку нели да одиме кон добро, се надевам дека и понатака ќе одиме кон подобро и подобро, но сето тоа нормално треба да биде поддржано од студентите, бидејќи кога имаме проблеми, сите знаеме да дискутираме на кафе, да, тоа не е проблем, ама кога ќе дојде ред да се ние фактички да реагираме и да направиме некоја иницијатива, се броиме на прсти колку сме тие студенти кои што би ја поднеле таа иницијатива. Добро, сега гледано повторно да ве навратам назад во вашите факултети, во медицината и во ветерината, пошто ние се познаваме лично, знам дека имате искуство со студентските размени, па еве сакам да споделите искуство какви беа студентските размени и нели како го поминавте времето во останатите држави, дали мислите дека тоа е работа што треба да се применува и понатака во пракса за се повеќе и повеќе студенти? Вака, јас сум била 2 пати на размена. Првиот пат беше во Словенија, во Изола, каде што бев преку Еразмус, 3 месеци. Сметам дека е едно многу добро искуство, бидејќи иако бев веќе на крајот на втората година од моите студии, немав толку допир со предклинички предмети, се уште не знаев како е. Бев во клиника за мала пракса, каде што многу добро ме прифатија и гледаа да ме научат што е можно повеќе во тие 3 месеци. Исто така, иако беше и друга земја и друг јазик, се тоа искушение што се поведува. И стекнав многу големо искуство, како и пријатели за цел живот. Додека ова лето, бидејќи ние во студиската програма имаме 30 дена работни кои што треба да ги изработиме во некоја клиника која што ние сами се одбираме. Оваа година решивме јас и моите 2 колешки и еден колега да одиме во Германија на нешто малце поразлично. Бевме во клиника за преживни животни, тоа кај нас го нема. Колку и да се трудиме да одиме на терен, тие животни веќе паѓаат во дефицит, немаме толку фарми и затоа одлучивме да одиме таму. Можам да кажам дека беше еден од најтешките месеци во мојот живот. Станувавме секој ден или во 4 или во 6 наутро, зависи дали се одеше на фарма или во клиника. Работевме со преживни животни кои што се најменери големи, па пуштени беа. И така беше едно
искушение, но сега кога гледам, среќа бевме четворица, зашто се тешевме еден со друг, и сега кога гледам од оваа перспектива, сметам дека беше едно огромно искуство кое што за понатаму, доколку работиме со фармски животни, би ни било многу по-лесно. Така би го повторила или повторно тоа искуство? Па, ако не одам сама, да. Да, добро, Горијан, ти на размена си бил во Словенија исто така како Мартина што била првата година, па ајде да ни кажеш малце повеќе околу тоа искуство. Па да, бев пред многу кратко во Словенија, бев во август, значи пред неколку месеци, и стварно бев фасциниран од државата, буквално, значи како што кажавме, слична како Македонија во однос на популација, дека е бивша југословенска држава, но толку се напредни, толку убав систем имаат направено. Јас бев преку студентска организација таму, еден месец на студентска пракса. Бев на катедра за диализа, односно за нефрологија, каде што имав проект за истражување, но самата клима која што се наоѓа во болницата е многу по-позитивна, сите се спремни да помагаат, не се толку нервозни, поради тој систем кој што работи, имаат систем за студентите, секој студент има свое локерче, односно свое шкафче кој се отвара дигитално со телефон, целиот факултет е реновиран, понатаму за самите пациенти многу се запазени правилата, значи за хигиена во самите операциони сали, во болничките соби, и самиот систем работи и многу помага тоа во однос на животот на пациентите, како и на студентите. Исто така студентскиот оброк, ти имаат систем на бонови кој што работи, каде што 2 пати во денот можеш да дадеш со помошно субвенциониран оброк, но било каде во кој ресторан сакаш, па повторно имаш избор на секаква храна, дали веганска, вегетаријанска, мексичка, каква и да е, не е битно. И стварно студентот е ставен на прво место таму и многу јасно ми е зошто толку студентите од Македонија се селат во Словенија, бидејќи навистина блиско е, тука е нели до дома, словеничкиот е сличен на македонскиот, нели исто јазично подрачје, а сепак живеат толку поквалитетно и се надевам дека ќе можеме и ние да доеме до тоа ниво, бидејќи не сме толку далеку и би можеле да ги имаме тие основни нели стандарди за луѓето, за пациентите, како и за студентите. Така да, еве така на прашање за двајцата. Сега се вратите назад во средношколските денови и да бидете матуранти, би се запишале на истиот факултет на УКИМ или би избрале некој друг факултет на некој друг универзитет? Па, апсолутно би се запишала тука, бидејќи сакам тука да останам, сакам тука да напредувам. Така да, иако колку и да сум добри со условите, да, ама ако сите си отидеме, нема да има кој тука да го води тој студентски активизам, па и тоа подобрување. Така да сметам дека би останала тука да студирам. А да работиш? За работа ќе видим кога ќе завршам. Горијан, ти? Па јас најпрво мислам дека, бидејќи нели ви реков дека се размислува в кој факултет да го запишам, мислам дека направив правилната одлука. Бидејќи како го сватив тоа, дека до сега не сум имал досаден предмет, сите предмети ми били интересни на медицина и така се дека навистина го направив правилниот избор. За државата мислам дека сепак би избрал повторно тука да запишам, бидејќи стварно ми исчеличи живењето во Македонија, тој систем кој што го имаме ние на факултет, на универзитет, треба да знаеш да се снаоѓаш, да малце да стварно се исчеличиш како личност, да имаш големи трпение, да имаш живци да ти се зачеличат малце. И сметам дека искрено правилната одлука направив што се запишав на медицинскиот факултет, а за понатаму ќе видиме. Се согласувам дека стварно треба да останат млади кои што се просперитетни, со амбиции, бидејќи само така може да промениме државата. Така да ќе видиме. Така, јас искрено се надевам дека ќе останете овдека во нашата држава, за тоа што и на нашата држава требаат и млади доктори, кои што понатаму ќе водат и ќе формираат нели државата, односно во овој случај здравството, како ветерината, така и медицината. И сега нели како што можеме да забележиме, пред се вие сте луѓе, не сте само студенти со скриптите, како што тоа често така и не споредуваат нас студентите на медицина, па и на ветерина. Имаме живот надвор од факултетите. Дали има еден студент на ветерина и на медицина време за да изади за на кафи, на журка и да отиде на викенд негде? Мартина, ти што мислиш? Јас мислам дека да, колку и да е стресен животот при студирањето,
сепак може да се каже да имаме еден таков издувен вентил, каде што колку и да имаш испити и колоквиум, еден студент би наоѓа време некако да отиде барем на некоја журка месечно, па и на викенд некаде, така да сметам дека да. На медицина како е? Па, како што спомнав претходно, мислам дека навистина мора добар план да се направи. Ако имаш добар план, може се да се постигне. Еве јас лично што од прва година или втора година со план сум успевал и да мина скијање, летен одмор, да излегувам со пријателите, да спортувам. Само мора да се запази тој план, малце може ќе ви се смеат, ќе им речете можам да искочам следната сабота од 9 до 12, ќе ви се насмеат, но сепак ако сакате да се успешни, треба да имате малце да знаете да кажете не некогаш, за да може повторно понатака да уживате, односно да се додржите до тој план. Инаку мислам дека навистина има време да се прават и работи и треба да се прават, бидејќи ако само да заклучите дома и учите, самото учење нема да е толку продуктивно. Има доволно истражувања правени дека нели тој одмор, физичка активност излачуваат повеќе ендорфини, го одморуваат самиот мозок и понатаму може да имате и поголем фокус, поголемо внимание кога учите, отколку седите само дома, се депресирате, се нервирате и учите без престан, без да искочите со пријателите, на журка и така натаму. Мислам дека поволно влие да се искочи и треба да се направи тоа, отколку само дома се седи. Така сега кога баш тоа и Мартина ти нели кога одговори горе ни ти и ми се навраќа нели мислите ми се набраќаат со дискусија со моите колеги што сум имал, а тоа е дека фактички дискусијата што беше помеѓу нас си кажувавме дека подобро ќе седиме дома, затворени, книгата да биде до нас, не мора да учиме, ама за да ни биде мирна совеста. Така да јас би се согласил дека треба да се најде време и за теретана, и за фитнес, и за журка, и за кафе и така натаму. И сега јас со сите мои гости што гостуваат во емисијата Студентски пулс имам рубрика, тоа е 3 прашања за 30 секунди. Еве ќе почнеме со Горијан. Треба значи јас ќе ги читам прашањата, ни требаат брзи одговори за да не го надминеме времето, односно имаме лимит. Кој е моментот кога прв пат се почувствува дека навистина медицината е за тебе? Мислам дека немаше конкретен момент, тука што реков тоа беше процес кој што траеше и секој предмет како следен доаѓаше, не ми беше досаден, си реков изгледа стварно запишам на правилниот смер, бидејќи навистина се ми се допаѓа и се ми убаво. Така, а која е најкорисната вештина што ја научи надвор од скриптите на медицински? Мислам дека тоа беше тоа што одев на дебата. Јас поточно одев во Младенски образовен форум, но сега има и студентска дебата. Мислам дека тоа ми помогна многу да знам да се изразувам, самите мисли и сите мои идеи да знам да ги претолкувам во убави аргументи и да знам како да се изразам кога нешто е битно. Така, и ако медицината беше една навика, која навика би била таа? Па би ја споредил со одење во теретана, бидејќи тоа полека со мал прогрес, значи со постепено учење, на крај се гледа добар резултат кој не може одма да го видите, но постепено се достигнува голем резултат. Така, Горијан, ти благодарам. Одиме сега со Мартина. Мартина, дали си спремна? Да. Кој животно би сакала да можеш да го слушнеш? Што мисли додека го прегледуваш? Мачка. Ветерината во една реченица? Ветерина е посветеност, хуманост и наука. Добар студентскиот живот, лесен или хаос? Хаос, кој што понатаму ќе ни недостасува, гарантирам дека ќе ни недостасува. Во оваа малце дебата тука Мартина ни беше побрзо за разлика. Добро, сега веќе дојдовме на крајот нели од емисијата, па за крај што би им порачале на сегашните матуранти, едни бруцоши, што можеби што би сакале нели да се запишаат на ветерина или пак на медицина. Мартина? На сегашните идни матуранти би посакала да доколку имаат желба да работат со животни, па и во други аспекти кои што веќе ги кажав, да се запишат на факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, бидејќи располагаме со многу работа од практичен аспект, многу други знаења кои што може да се стекнат во текот на студирањето и една благодетна професија каде што помагањето на животните кои што немаат глас може да се каже како една огромна одговорност па и хуманост на крај. Горијан, ти што би имал да порачаш? Па прво би сакал да им кажам на самите ученици кои што сакаат да запишат на медицински, а го прават тоа да го прават од вистински причини, да не биде тоа за некој престиж или за пари, бидејќи нашите професии како ветерината и медицината
сметам дека се благодетни, хуманитарни, кои што треба да се работат само ако навистина го сакате тоа, сакате да помагате. Не треба примарната цел на медицината да биде за профит, за правење профит, за добивање некој престиж, да се искажете во скалилото во општеството, туку навистина да размислат дали стварно сакаат да навистина да го прават тоа, дали им е тоа целта да помагаат на луѓето, да бидат добри луѓе, пред да направат таква одлука, бидејќи сметам дека ако се запишете на медицина со други цели, самото студирање нема да ви биде убаво, ќе им биде тешко, а на крајот на денот поентата на самата медицина се помогне на луѓето и тотално се промашува, мислам, поентата ако со такви мисли се влезат, тоа убаво да се преиспитаат и смем дека е нели секако благодетна, многу нели хумана професија и дека треба, ако некој навистина сака, нема причина зашто не се запише на медицински, не е страшно, сите сме завршиле, многу луѓе поминале, ќе поминете и вие, нека не ве плаши обемот на материјалот на факултетот. Така, дечки, јас ви многу благодарам што бевте денеска мои гости, што начнавме една интересна тема, направивме една интересна споредба за медицината и за ветерината. Така да јас се надевам дека ете во иднина би можеле да имаме и други некои вакви средби, вакви разговори, како веќе изградени професионалци, доктори еве по ветерина и по медицина и ќе има што да научат и помладите, и ните генерации од нас. Ви благодарам. Ти благодариме. Ви благодарам, драги студенти, драги наши гледачи. Ова беше емисијата Студентски пулс. Се надевам дека ќе научивте нешто ново, односно се запознавте со ветеринарната медицина и со општата медицина. Па мислам дека ги расчистивме дилемите за тоа што е ветерина, што е медицина, што е потешко, што полесно и направивме една добра дискусија за студентскиот стандард во нашата држава. Ова беше се од нас во оваа епизода и се гледаме во наредната.